Ова утро сме гости во домот на шеф Снежана Ангеловска, почесен председател на хуманитарната организација Ангелчиња, која веќе 15 години е организатор на хуманитарната тортијада, умилен настан на Скопјани, кој што се одржува во Веро центар, односно Веро Џамбо. Оваа година 15-тото јубилејно издание на овој убав хуманитарен настан е закажано за 12 октомври со почеток во 10 часот, на местото кое што веќе го споменав, а ќе биде под насловот Интерфест Фуд. Што оваа година овој настан ќе им понуди на Скопјани и на останатите посетители, ќе дознаеме во следниве минути. Жане, добро утро. Добро утро и добре ми дојдовте во домот. Како течат подготовките за ова 15-то јубилејно издание на умилената тортијада на Скопје? Подготовките, како и сите подготовки при крај на манифестациите, течат убрзано, меѓутоа сепак со добро расположение и убава мисла. Ајде да откриеме како ќе тече програмата и што се ќе се случува оваа година во рамки на Интерфест Фуд. Јас прво морам да признам и да кажам дека сум многу горда на целиот мој тим од хуманитарната организација Ангелчиња кои вредно работеа и дочекавме сега на 12 во сабота да славиме нашата 15 годишен јубилеј. Оваа година името е малку променето од Интерскоп Кейкс. Годинава се вика Интерфест Фуд, заради тоа што младите сили и има желба да го прошират настанот во некои поголеми рамки, што ќе се случува на 12 со почеток од 10 часот. Ќе ги причекаме како добри домакини учесниците од другите држави, како што се Србија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Хрватска, Италија. Ќе им посакаме топло добри дојде во нашиот град. Ќе ги организираме учесниците на нивните позиции. Оваа година ќе имаме надпревари во изложбен карактер торти во Black Box, тоа се 10 најдобри сладкари ќе подготвуваат и декорираат торти без да знаат што има во црните кутии, и надпревар во брзо јадење на десерти. Тоа ќе се случува во долниот дел на Веро Џамбо, пред Веро Џамбо. Горниот дел на Веро центарот ќе биде резервиран за надпревар на национални кујни, што значи секоја држава ќе се донесе својата национална кујна, ќе се представи со нивните најдобри јадења. Во надворишниот дел, значи на паркингот на Веро Џамбо, ќе се случува истовремено надпревар во Гравчево котле, каде што ученици од повеќето држави, меѓу кои нашите деца од Лазар Танев, ќе се надпреваруваат во готвење на војничко гравче. Благодарност до генералштабот на армијата на Република Македонија, која ќе го води овој настан. На војниците и нивните готвачи во големи казани ќе подготвуваат исто војничко гравче, а дел од нивните представници ќе бидат во тимот на жири комисијата, кои ќе оценуваат кои од котлињата на надпреварувачите се најблиску до војничкото гравче. Во истиот тој дел ќе биде и пица шампионатот на Академија Пицеоли, која за прв пат во Македонија ќе организира еден ваков шампионат во склоп на самиот настан. Тоа се наши соработници повеќе години, ето дојдовме во идеја да ги приклучиме во овој настан. Тука ќе бидат представници, учесници од Италија, Србија, Македонија, секако Црна Гора. Оно што е многу важно на овој настан и кој е 15 години наназад остава печат, е тоа што целата храна која ќе биде донесена од тортите до националните кујни, гравчето, пиците, ќе бидат донирани повторно преку организацијата Свети Спас и Отец Оливер. И се надевам дека и оваа година, како и сите години наназад, ќе уградеме насмевки од многу семејства и дечиња на кои ќе биде донирана оваа храна. Вие сте дел од нас 15 години. Вие знаете што ние подготвуваме и што ние правиме. Многу од граѓаните на град Скопје истото го знаат.
Меѓутоа, секако, со оглед на тоа дека е продолжен викенд, јас би ги замолила сите оние што се останати во Скопје да дојдат и да ни ја дадат поддршката, затоа што оваа година, како 15 годишен јубилеј, целиот овој концепт го предаваме на ФУТУ, тоест Федерација на туристичко-гостителски училишта меѓународна, и веќе од следната година настанот ќе се сели, се надевам, во Белград и ќе продолжи понатаму. Меѓутоа јас не би навлегувала многу во овој дел, затоа што на моја чест денеска со нас е професор Никола Чаговски, кој ќе објасни подетално каква е целата таа организација. Со нас е од првиот ден, кога одлучивме дека го правиме овој настан. Благодарност и до училиштето секако, кое е навистина многу длабоко инволвирано, со оглед на тоа дека манифестацијава ја правиме без буџет. И до сите оние кои досега пружија рака, се надевам дека после овој прилог ќе има уште хумани луѓе кои ќе сакаат да ни помогнат да донираме што повеќе на семејствата. Професор Иве, како што најави Снежана, токму Федерацијата на средни угостителски и туристички училишта од идната година ќе ја продолжи ова убава традиција која 15 години неуморно хуманитарната организација Ангелчиња ја негуваше. Какви се вашите планови и амбиции, затоа што ова е манифестација што навистина представува еден мост на пријателство помеѓу повеќе земји од регионот, а воедно ги мотивира сите директно или индиректно да бидат хумани и да покажат својата човечност на дело. Пред се поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Голем поздрав до шеф Снежана за оваа покана и доверба што не ја искажа како училиште пред се, каде што нашиот директор Небојша Вуковиќ е председател на таа федерација и малце ќе дадам осврт на федерацијата под разговори со братското школа од Београд и од Бања Лука, како и од Гевгелија и од Крушево од Македонија, одлучиме да основаме федерација со седиште во Скопје за подигнување и усогласување на наставните програми во цел Балкан, да кажам. Се случи неочекувано многу поголем интерес, каде што веќе имаме во таа асоциација членови од Франција, Италија, Турција, Романија, дури до Азербејџан имаме, Бугарија, Грција, Албанија, Србија, Црна Гора. И на покана од шеф Снежана многу се израдувавме и ја прифативме да преземеме како организација, како федерација. Ќе ја прошириме, што значи, другата година сме во план да ја организираме во Белград, во тоа училиште, а не е исклучена можноста да направиме дури и 2 манифестации на годишно ниво, затоа што ова е доброволно и за помош на сиромашните, а убава дружба и убав настан за децата да може да се усовршуваат, каде што е во овој настан сега што ќе биде во сабота. Ја ги поканувам сите скопјани, сите што ќе бидат во Скопје, да дојдат да го пробаат војничкото гравче и да дадат оценка, затоа што генералштаб стои позади тоа припремање. Јас уште еднаш ќе ви посакам и на двајцата и на целиот ваш тим успешна реализација на ова 15-то јубилејно издание на овој преубав хуманитарен настан. Секако ќе бидеме таму да се дружиме, има и богата културно-забавна програма која што ќе ги анимира и најмалите и повозрастните посетители, да кажеме збор 2 и за тоа. Овие манифестации не би биле овакви доколку не се случува се на исто место во исто време. Значи, дури надпреварувачите ќе си вршат работата со подготовки на тоа што на категоријата во која се запишани. Во истиот дел во меѓувреме ќе ги представиме најмалите наши идни уметници. Ќе отвориме манифестацијата со културно-уметничко друштво Китка од Рачево со најмалите. Потоа ќе бидат тука дечињата од Рибес, инклузивната група на Еурека, Андријана Јаневска со низиното училиште и секако
секој оној кој сака да биде дел од оваа програма, го покануваме и да биде гостин, меѓутоа може и да учествува, да читаваме простор за нашите најмали, да бидат инволвирани и од мали нози да почнат да учат и да се educираат за моментот хуманост. Ние не каскаме во овој дел во нашава држава, меѓутоа никогаш не е доволно и бараме повеќе едукација и волонтери од најмалите носи. Ќе биде интересно, убаво, весело, ќе биде хумано, нека биде успешна, значи уште еднаш оваа 15-та јубилејна тортијада, а вие не ја пропуштајте можноста да бидете дел од таа убава атмосфера и од дружба на скопјани на 15-тото издание на Интерфест Фуд во сабота со почеток во 10 часот во Веро Центар Скопје.